Проектот Активни за демократија е дел од активностите на граѓанската асоциација Мост од Скопје. Тој е продолжување на долгорочните напори за подигнување на свеста и зголемувањето на активизмот кај младите гласачи во државата, кој започна во 2004 година преку проектот Прв пат гласам. Главните предизвици, адресирани од страна на проектот, се недостатокот од познавање на младите гласачи за теми поврзани со изборите, како и нискиот степен на заинтересираност за активно учество во демократските процеси. Исто така, проектот го опфаќа и недостатокот на капацитети на моменталното формално образование за соодветно образование на младите гласачи. Граѓанската асоциација Мост организираше отворен настан во Кочани, како дел од караванот на кампањата "Вклучи се ако си исклучен", што веќе опфати 10 градови во државата. За целите на кампањата и очекувањата од неа, но и за другите активности на Мост, во Сумаголник разговараме со Теодора Поповска, координатор на проектот Активни за демократија. Поповска, проектот се спроведува во повеќе градови во Македонија, меѓу нив и Кочани. Дали со тоа веќе завршува? Па не, баш напротив, овдека завршува една фаза од проектот, меѓутоа продолжува понатака. Значи, ова и веќе беше една втора фаза од проектот. Овој проект е започнат Активни за демократија, е започнат на почетокот на оваа година, пред локалните избори 2013 година, кога стартуваше со една кампања "Кликни и провери се", чијшто намена беше да се проверат граѓаните во избирачкиот список. Продолжи со овие отворени настани, а по завршувањето на овие отворени настани продолжува на работа со професори во средните училишта. Значи, таа завршна трета фаза од проектот ние во соработка со Министерството за образование и наука, со кој што имаме подпишано меморандум, па така да после овие настани и покрај овие настани ќе организираме обуки во средните училишта на целата држава. Мотото на проектот е "Вклучи се ако си исклучен". Дали младите кај нас се навистина толку исклучени од општествените случувања? Па, ова мото всушност на кампањата е излизано токму од младите. Значи, пред да започнат овие отворени настани и при подготовката на материјалите за овие отворени настани, Граѓанската асоциација Мост организираше фокус групи во кои што беа вклучени млади, односно од 18 до 24 години, чие што намена беше нивното учество ние да добиеме една повратна информација за тоа кои се нивните гледишта во поглед на изборите, на демократските процеси во државата и на нивното вклучување. Па така, токму од овие фокус групи, од овие млади гласачи и произлезе ова, као нив им беше како поттик за нешто да се вклучат. Мислам, самите они си создава пораки во кои што би ги мотивирале нив да се вклучат и токму ова "Вклучи се ако си исклучен" е производот од самите млади. Колку навистина младите се активни и сакаат да се вклучуваат во општествените активности, па и изборите? Па, истражувањата на Мост, бидејќи Мост, нели, како што знаете, работи за изборите, кога станува збор за изборите, покажуваат дека таа возрастна група на граѓани, односно од 18 до 24 на младите, се оние кои што се најмалку заинтересирани, најмалку вклучени кога станува збор за младите. Меѓутоа, освен истражувањата на Мост и она што го гледаме и во секојдневниот живот и како што кажа во контактите со младите, младите се многу малце заинтересирани, меѓутоа таа заинтересираност, незаинтересираност произлегува тоа што тие се неинформирани. Не се информирани за тоа кои се нивните можности, не се информирани за тоа што тие може да направат и како може да се активираат за да го направат својот секојдневен живот подобар. А со самото тоа и подоцна и демократските процеси во државата. Впечаток во последните 2 децении е дека само со вклучување во политичките текови може да се успее. Дали само политиката е единствената можност што им се нуди на младите? Па, токму поради таа перцепција која што е створена во општеството, Мост се труди преку вакви проекти да им покаже на младите дека не секогаш таа е единствената можност која им е дадена за да постигнат или да направат нешто или да направат некој проект или некоја иницијатива само преку партија. Па токму затоа и овие проекти, овие кампањи кои што Мост ги работи во изминатите неколку години, да се мотивираат, да се едуцираат младите, да ги превземат работите во своји раце, односно да се поттикнат самите они да иницираат и да бараат нешто од избраните представници, а тоа да не биде само преку политичка партија.
Колку политичките партии се виновни за перцепцијата дека само преку нив младите можат да ги остварат своите идеи и она што го замислиле? Па, они можеби се дел, меѓутоа, како што кажав, не се секогаш само политичките партии, виновни се и самите граѓани затоа што не доволно се информирани, не доволно си ги бараат оние права и се борат за своите права кои што им се законски загарантирани. Рековте, граѓаните не се доволно информирани. Еве, вие спроведувате кампања за да ги информирате. Каков ефект очекувате од неја? Па, не само, значи, како што кажав, оваа фаза е само еден дел од проектот, значи, оваа кампања, работиме и во самите средни училишта, значи, не е само да помине оваа кампања, па од кога ќе заврши кампањата да заврши всушност се. Работиме на тој во средните училишта, мислам, покрај мост посветен голем број на граѓански организации, пред се младински организации кои што работат на дел од овие проблематики. Ситуацијата се подобрува, меѓутоа сметаме дека постои потреба од системско инкорпорирање на вакви тематики и на вакви прашања во поглед на едукацијата пред се на младите, затоа што оттаму започнува све, а понатаму и на сите граѓани. Какви се можностите што системски државата им ги нуди на младите да успеат? Па, во зависност од тоа, на пример, во изминатите години од оној што го работевме, значи постојат на пример на многу голем дел од прашањата кои што ги интересираат младите во средните училишта, на пример, е некое прашање поврзано со самото нивно средно училиште или уредувањето во нивното средно училиште. Меѓутоа, они не се свесни дека тоа може да го барат од нивниот градоначалник, од нивниот советник. Значи не секогаш се оние кои што ги гледаме само на телевизија во Скопје или мислам, тоа е оној кој што шета со нас на улица, мислам, оние кои што кои што ги среќаваме секојдневно на улица, оние кои што ги гласаме, значи од оние помали во тој поголем контекст проблеми, значи оттаму започнува све, за подосната можат они да се бараат и од поголеми институции или да си бараат и мислење, да даваат своји мислења, да понесуваат граѓански иницијативи. Значи постојат многу можности, меѓутоа проблемот е што многу малце ги знаат овие можности. Кампањата ја започнавте во 2004 година. Имате ли согледувања? Какви се резултатите досега од неја? Па, во 2004 му започна со еден проект Прв пат гласам, кој што беше работилници во самите средни училишта. И таа фаза од проектот веќе се одвиваше неколку години, заврши во 2011 година, ова е како продолжување на таа фаза од проектот. Значи, од тој проект ние увидовме дека од кога ќе се отиде во работилниците, ќе се работи со средношколците, стекнуваат повеќе знаење и имаат поголем интерес да се вклучат. Например, многу голем дел од тие ученици кои што биле дел од нашите работилници, подоцна биле наши волонтери во граѓанската асоциација МОС, биле дел од наши кампањи, биле наши наблюдувачи на изборите, така да сите оние кои што биле дел од тие процеси гледаме ние да ги вклучиме за подоцна и они самите без мислам како дел од МОС да може да се вклучат. Па дел од нив и си формирале, си поднеле иницијативи, си формирале граѓански организации, така да има напредок, меѓутоа како што кажав, потребата се уште за жал постои. Каков е фидбекот од политичките партии и сите институции што се под капата на државата? Па и во моментов мислам не сме фокусирани на институциите или пак на политичките партии, повеќе се фокусираме на граѓаните, меѓутоа пак Министерството за образование и наука го поддржа овој проект, исто како и проектот Прв пат гласам, значи сите години кога се имплементираше, беше имплементиран со поддршка од Министерството за образование и наука, значи беа подпишани 6 меморандуми за соработка. Во последната фаза од проектот, значи 2011 кога заврши, дел и од тие предмети и теми кои што беа предавани во рамките на работилниците, влегоа во проширувањето на програмата на дел од предметите. Како што кажав, сега во моментов работиме на еден дополнителен прирачник кој што ќе го користат оние професори кои што предаваат образование за животни вештини во средни училишта, значи тоа е еден нов предмет кој што се воведе во средните училишта и таму има една посебна тематика која што е наменета на одговорно граѓанство и се едуцираат и таму младите за одговорно граѓанство. Има една посебна тема која се вика Гласаме и таму се уште недостасува одредени податоци и
интересно беше што беа насочувани да дополнителни материјали да барат на веб страната на Граѓанската асоциација Мост, на прв пат гласам. Па така ние тука најдовме и простор за соработка, да допринесеме за да не остане само да им се остави на децата сами да истражат, меѓутоа да им се даде тој материјал и на самите часови да се едуцираат, да се вклучат во тоа, а подоцна и да ги користат и дополнителните ресурси на Мост. На веб страницата на Граѓанската асоциација Мост имате и линк за проектот, колкава е посетеноста и што на него можат да видат посетителите? Па на него можат да ги најдат сите оние промотивни материјали кои што ги делиме на овие отворени настани, значи може да се најдат сите податоци за овој проект, може да се најдат сите податоци за изминатиот проект, односно за проектот прв пат гласам, може да се најдат и оние лексикони и прирачници кои што беа дел и од проектот прв пат гласам, значи може да се најдат многу информации кои што се поврзани за други проекти, не само за овој, и на Мост, линкови дополнителни на државни институции кои што може да најдат некои дополнителни информации. Исто така за време При да започнува кампања беше организиран интерактивен квиз за тоа колку младите гласачи се информирани за прашања поврзани со изборите, па дел од оние кои што има најдобри одговори па беа наградувани, беа дадени еден вид на потврдили сертификати дека се информирани гласачи и така натака. Значи постои можност постојано да се вклучуваат младите и мислам секако ние сме затворени за соработка и за било кој да сака дополнителни информации или пак дополнително вклучување да се вклучи во активностите на Мост. Има ли скепса кај младите дека сами не можат да ги реализираат своите идеи, дека сето тоа сепак зависи од некој друг, можеби? За жал да, меѓутоа ние сме тука за да работиме, доколку преовладува таа скепса и тоа негативно мислење за работите и за ситуацијата, мислам секако нема да допринесеме за таа да се подобри. Токму затоа и работиме на постојано веќе 10 години на ваква проблематика и на овие прашања, дека се не се потрудиме нешто да промениме, дека нема да самото тоа да се подобри. Колко влијание има и недостатокот на финансиски средства за нечија идеја да се реализира, посебно доколку доаѓа од младите? Па не секогаш и тие иницијативи или тие барања е потребна финансиска поддршка, понекогаш е потребно мобилизирање само на заедницата, односно контактирање со луѓе и мислам и да треба некоја финансиска поддршка не е нешто што би им попречило многу на младите. Меѓутоа како што кажам, значи постојат и самите организации, значи и самите постојат и не само меѓународни, пошто сме навикнати на меѓународните организации да финансираат такви поддршки, значи бизнис заедницата, останати институции, значи постојат можности доколку е потребна некоја поголема финансиска поддршка за некоја иницијатива, да се најдат такви средства. Меѓутоа, како што неколку пати напоменав, потребно е само малце поголем ангажман и посветеност на младите. Кампањата вклучи се, ако си исклучен, ја промовиравте во повеќе градови. Колку луѓе досега ве посетија и што најмногу ги интересира? До сега, значи, имаме посетено 18 града и за сега имаме повеќе од 3500 млади, меѓутоа сега бидејќи се настани на отворено, значи имаме посети на останати луѓе. Ставот е горе-долу истиот на сега што постојано го разговаравме, значи додека не им се објасни како они можат да се вклучат и кои им се можностите и придобивките кои што ги добиваат со тоа вклучување и нивно информирање, секогаш постои она негативно, значи ништо нема да сменам, јас ако нешто направам, ништо нема да се промени, нема да е на подобро. Меѓутоа се трудиме или со примери некои за нешто како што кажав и со средношколците, нешто што лично нив би ги заинтересирало, да го привлечеме вниманието и да ги натераме да размислуваат во таа насока дека доколку направат нешто и превземат некаков чекор, дека можеби и така нешто ќе подобрат. Има ли влијание тоа што зад проектот стои Граѓанската асоциација Мост, па меѓу младите
да се добие поголема доверба, да се заинтересираат за него? Па, токму и тоа се надеваме, дека на овој начин, преку овој проекти, преку изминатите што ги имплементиравме, дека ќе внесеме поголема доверба на младите и дека ќе ги мотивираме што повеќе да се вклучат. Мислам, не само со излезеноста на избори, пошто младите се оние кои што од 18 до 24 се оние кои што најмалку излегуваат да гласаат, меѓутоа и да се активираат за она кога ќе завршат изборите и како дадат својот глас, да барат одговорност од оние нивни представници што се на власт, меѓутоа и доколку и не е избран оние кои што го гласале, да знаат дека можат имаат можности да барат одговорност и од сите останати избрани представници. Поддршка за проектот добивате и од меѓународни финансиски институции? Да, овој проект е поддржан од страна на Европската унија преку Европскиот инструмент за човекови права. Исто така дел од една фаза и од проектот прв пат гласам беше поддржан од Европската унија, бевме поддржани од останатите меѓународни амбасади, така да препоставувам дека свесни се за дека е потребно нешто вакво и дека постои се уште за жал простор за понатамошно информирање и мотивирање на младите. Постојат ли слични проекти во земјите од регионот и какви се искуствата таму? Да, всушност идејата за проектот произлезе преку една соработка со Хрватска, меѓутоа уни веќе никако го развие ова, па после се продолжија кон едукација за Европската унија и понатака, значи имаме размена со од други организации кои што се од регионот, значи покрај Хрватска и со Босна, Црна Гора и Србија. Значи и самите постојат покрај Москва, кои што кажав и претходно, постојат и други организации овдека кои што младински организации кои што работат. Меѓутоа, ете се надеваме дека еден ден покрај мост и сите оние ќе дојдеме до еден стадиум кога ќе нема потреба и веќе граѓаните ќе бидат свесни за тоа што треба да прават и како треба да си ги бараат. Веројатно тоа ќе биде малку по далечно време кога ќе треба да, меѓутоа се надеваме дека за тоа и работиме, се надеваме дека ќе дојдеме до некој таков стадиум. Она што мене ме интересира, веројатно проектот нема да по неговото завршување нема да биде последен од таков тип, дали веќе се размислува во мост за слични вакви проекти и што се плановите? Значи продолжуваме ние, како што кажав, од кога ќе се подготви прерачникот, продолжуваме и да работиме за понатамошно инкорпорирање на овие материјали, значи продолжуваме и на постојана едукација и информирање на граѓаните, значи мост работи покрај овој проект, работи на многу други проекти чие што цел информирање на граѓаните. Значи во моментов имаме уште еден активен проект кој што е чие што име право да знаеш. Значи тоа е една интернет страница во која што се содржани сите податоци, официјални податоци кои што се достапни на јавноста, меѓутоа сумирани на едно место кои што им даваат можност на граѓаните да добијат информации за она што се случува во општеството. Значи тоа се податоци Државен завод за статистика, тоа се податоци од други агенции. Значи и им дава можност на граѓаните да направат и една слика за она што се случува во моментов, меѓутоа да направат споредба за како идел развојот на одредена тематика или одреден проблем со текот на годините. Значи покрај тоа работиме постојано и на подобрување на изборното законодавство, лобираме за промена и на изборниот систем за отворени листи, така да постојано сме вклучени во процеси и проекти чие што цел е намена на информирање на граѓаните, меѓутоа и развој на демократското расположение и општество во Македонија. Со секој изборен циклус се зголемува активноста во граѓанската асоциација Мост. Актуелни се претседателските избори, но и парламентарните и локалните. Колку во моментов сте мобилизирани? Мобилизацијата се уште не официјално започната, меѓутоа бидејќи тоа се редовни претседателски избори, значи ние сме веќе ова ќе биде 10-11 циклус кој што ќе го наблюдуваме, така да ние сме постојано подготвени, мрежата на регионални канцеларии во Мост постојано работи, и со нивна помош и соработка ги организиравме и отворени настани. Значи, кога станува збор во поглед на мобилизација на граѓани, значи имаме база на наблюдувачи од повеќе од 30.000, така да
кога ќе дојде денот да се распишат изборите, ние сме веќе подготвени. Кои се амбициите на МОСТ? Рековте вклучени се 30.000 луѓе. Па не, 30.000 се некои што ги имаме во базата. Сега во зависност од тоа колкава ќе биде наблюдувачката мисија, зависи и бројот на наблюдувачи. Мислам сето тоа зависи и во фазата на анализа колкав број ќе бидат потребни. Меѓутоа таа база која што ние ја користиме кога ни се потребни наблюдувачи, мислам секако сме отворени за нови, тоа се пред се наблюдувачи кои што биле дел од изминатите години, изминатите процеси на изборите. Така да дел од нив секако што кажав и дел од младите кои што биле вклучени во останатите проекти. Така да ние сме постојано подготвени, па ќе видиме. Се вклучува ли МОСТ со своите истражувања и искуства во регионалната соработка со земјите од Југоисточна Европа? Да, за среќа, како што кажав, имаме многу одлична соработка со организации од регионот, па така да дел од нашите колеги и мои колеги како јас сме биле дел од проекти, во моментов и сме дел од некои проекти кои што се случуваат на регионално ниво, така да постои на размена на искуства постојано во зависност од тоа која е тематиката која што ја обработуваме. Така да секогаш постои потреба за поголема регионална соработка и размена на искуства, затоа што горе-доле се соочуваме со истите проблеми, со истите предизвици во поглед на нашето работење и развојот на демократските процеси. Благодарам за разговорот и посакувам успех на проектот. Ви благодарам на поканата.